Владата ги слушна барањата на работниците и работодавачите. По седницата на Социјално-економскиот совет, премиерот Зоран Заев порача дека државата како медијатор во диалогот ќе носи одлуки во интерес на сите и најави раст на минималната плата. Во тек се консултациите со очекување од јули да се искачи на 13.000 денари. Министерката Мила Царовска, која председава со советот, уверува и дека годинава ќе се донесе новиот закон за работни односи. Јас сум сигурна дека и во наредната година ќе го донесеме законот за работни односи, кој што ќе биде усогласување помеѓу сите засегнати страни од една страна, но исто така дека ќе зголемиме и минималната плата, која што ќе биде во интерес и ќе донесе до попродуктивни работници и развој на економијата во државата. Законите во земјава и без тоа гарантираат повеќе права од она што се почитува во пракса, вели председателот на Сдруженијето на работодавачи Ангел Димитров. Тој подсетува дека кршењето на работничките права е кривично дело. Ево, овде има многу новинари и камермани кои, за жал, од моето сознание, дел од тие работнички права и нифи се кршат. Се надевам денеска ќе добиете 35% надомест за прековремена работа. За жал, колку од нив, колку работодавачи кои ги злоупотребуваат овие права одговарале, треба сите да се запрашаме. Работнички права се и во колективните договори, каде за жал ги имаме малку и треба да работиме на тоа да се големуваат. Според пресметките на работодавачите, растот на минималецот немал речиси никаков ефект врз поголемите плати и бараат владата токму тука да ја насочи помошта. Сепак, по преговорите со работодавачите, се очекува од 1 јули 90.000 најслабо платени работници да добијат плата од 13.000 денари. Премиерот Заев е оптимист дека минималната плата до година може да стигне и до 16.000 денари.